со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, уште една емисија, уште еден круг. Денеска е среда, 8 јуни, јас сум Маријан Николовски. Во денешниот круг, почитувани слушатели, ќе разговараме на темата која што е актуелна последниве 2-3 дена, а тоа е поврзана со она што се нарекува функционирање на правата на студентите или заштита на студентите во Македонија. Се случи првата акција на Министерството за внатрешни работи и на обвинителство. Тоа е поврзана со она што постојано се зборува во универзитетот за присуството на корупција, на уцена на студентите, меѓутоа досега такво нешто од некој вид на конкретни чекори за созбивање на таквите ситуации во македонското високо образование немаше. Првата акција Министерството за внатрешни работи ја нарече Еразмус и во незе падна или се најдоа 6 универзитетски професори кои што се осомничени за примање подкуп и серија други дела кои што се поврзани со кривичниот законник од делот на подкуп или уцена на студентите. Со мене денеска на оваа тема е Васка Бојаджи, студентски правобранител. Ќе зборуваме што и како студентите се соочуваат на факултетите во Македонија во поглед на тоа што значи корупција или пак предмети на уцени. И тоа почнуваме веднаш по кратката пауза. Повторно назад, поштени слушатели, во кругот, јас сум Маријан Николовски. Денеска зборуваме на темата студентите и нивните права, како и притисоците, уцените од професорите, ги има или ги нема. Првата по конкретна акција на Министерството за внатрешни работи Еразмус покажа дека освен што се зборува, сепак и во пракса има случаи кои што може да се потврдат и документираат како предмет на корупција. Со мене денеска е Васка Бојаджи, студентскиот правобранител. Добар ден, Васка. Значи, може ли низ призмата на оваа акција да направиме еден вовед како оценка за тоа има или нема корупција во македонското високо образование? Како документирате овој чекор на Министерството за внатрешни работи и на обвинителството? Добро утро и од мене. Ви благодарам на поканата за гостување во оваа емисија. Што се однесува на корупцијата во високото образование, досега според мене не е спроведено нито едно истражување кое што е релевантно и кое што на длабински начин ги испитува овие поими на сите универзитети, не само на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Јас како студентски правобранител и претходно во неколку пати сум постапувала за различни проблеми на студентите, значи од административни проблеми па до проблеми со задолжително предавање на книги на студенти како услов за добивање на потпис во индексна оценка или слично. Како и да е, секако дека сметам дека ова акција на Министерството за внатрешни работи се случува во право време. За самата постапка и за самата ситуација не би можела да коментирам, имајќи предвид дека до мене за конкретниот случај за кој што се води постапка пред јавното обвинителство не е поднесена представка, меѓутоа доколку во понатамошниот тек на постапката пред надлежните органи се утврди дека постои повреда на правата на студентите, со што истовремено било исполнето битието на определени кривични дела, сметам дека истото треба и такако да биде санкционирано од страна на надлежните институции и да служи како пример дека и како поука за сите граѓани на Република Македонија дека всушност таквото однесување не може да биде толерирано и нема да биде толерирано и дека правдата и правото во државата важат подеднакво за сите, независно од тоа колков авторитет уживаат определени индивидуи или независно од нашата позиција индивидуална во општеството. Рековте авторитет, токму тоа веројатно е и клучниот елемент кој што претпоставувам дека години наназад ги штити одредени професори или луѓе од високото образование, како им служи веројатно како еден вид параван или пак во друга страна можеби пак е авторитетот некако беше како бариера за институциите или страв да покренат
една ваква поголема акција или која би можела да доведе до конкретни резултати, затоа што сепак е многу специфична целиот овој процес. Меѓутоа, мислите ли дека овој чекор може да ги охрабри институциите подлабоко да навлезат во суштината на корупцијата, високото образование, со оглед на тоа претпоставам дека овие професори не се единствените на факултетите во Македонија кои што имале или пак се сомничат, може да се сомничат како предмет на корупција. Авторитетот кој што го уживаат членовите на нашата академска заедница, особено професорите, според мене не е пречка за постапување на јавните институции или на другите надлежни органи, колку што е пречка за пријавување кај самите студенти. Односно, јавните институции не се интересираат за, како што кажав, за авторитетот на определените индивидуи и тие имаат должности во пракса, постапуваат секогаш подеднакво независно од тоа за кој станува збор. Но сепак треба да имаме предвид дека станува збор за многу специфични дела, од кои што не само едната страна, односно не само професорите, туку и студентите имаат полза, така да при давањето подкуп имате и давање и примање подкуп и всушност едната страна прима финансиски бенефит, а другата страна исто така има друга форма на бенефит кој што го добива со давањето на подкупот. Имајќи предвид дека студентите најчесто, значи студентите не дека само грешките се случуваат од страна на професорите, напротив многу често грешки и повреда на права се случуваат и од страна на студентите. Имајќи предвид дека и студентите најчесто имаат бенефит од ваквите ситуации, тие ретко ги пријавуваат. Тоа е значи уште една причина покрај да кажеме авторитетот кој што го уживаат професорите и другиот академски кадар во нашата академска заедница. Да потенцирам, дали студентите најчесто се предмет на уцена дека ќе треба да дадат мито или пак од нив потекнува иницијативата? Јас ќе дадам, како што вели пријавата на МВР од 500.000 евра за испит. Да, токму тоа е вистинското прашање. Според мене има и такви ситуации, а и ситуации кои што би можеле да бидат квалификувани во втората група. И ако станува збор за ситуации кога студентите се принудувани од страна на професорите да плаќаат определена сума на пари или да даваат каква било друга форма на услуги, дури не финансиски, тогаш значи одговорноста за вршењето на таквото поведение треба да падне само од страна на професорот, но во случаи кога и самите студенти се тие кои што поттикнуваат вакви коруптивни дејствија, сметам дека одговорноста исто така треба да биде поделена. Мислите дека сега академската заедница, самите професори кои што не се дел од овој круг, самите студенти кои што се предмет на уцени или пак кои што на некој начин учествувале во овој ланец, сега после ова ќе добијат нагласности оваа тема која што долго време македонското општество лебди на површината, меѓутоа сега ќе почне отворено многу повеќе да се зборува. И дали овој случај може да изродат и други случаи? Се согласувам дека многу долго време за оваа тема единствено се зборуваше по ходниците на нашите универзитети и исто така во нашите домови, на кафе, и сите некако имаа некое сопствено искуство поврзано со оваа тематика или искуство на некој свој близок, но тоа беа единствените места каде што се зборуваше за темата корупција во високо образование. Јас сум сигурна дека оваа емисија е доказ дека по спроведувањето на такви мерки од таков голем размер од страна на надлежните институции, дека ова се повеќе ќе актуализира темата не само во медиумите, туку и на терен, односно и дека многу поголем број на студенти кои што се нашле во таква положба ќе бидат повеќе охрабрени да ги пријавуваат делата од ваков вид. Шемата, како што вели пријавата на МВР, одела со како што подкуп, нудење подкуп за добивање шеска од 500 па до 1000 евра преку посредници. Директно најчесто се користело и бифетот на економскиот факултет. Позната ли ви е таа шема? Па, како што ви кажав... Кога се видат од представките други кои што добивале? Да. Вообичаено на представките кои што јас сум ги добивала функционирале по различни шеми. Повредите на правата на студентите били извршувани на поразличен начин од начинот опишан во конкретната ситуација, но за таквите шеми како што вие ги нарекувате, и јас имам слушнато лично како студент, не како студентски правобранител, како што ви кажав, походници, шушкање или во текот на приватни средби мои со колеги.
и сметам дека ваквите коруптивни действија најчесто не се извршуваат непосредно од страна на тие каде што на крај завршуваат финансиските средства со цел да се прикрие патот на средствата, но надлежните институции имаат механизми за соодветно испитување на фактичката состојба и за поврзување на различните личности кои што се вклучени во целата мрежа на функционирање. Што најчесто се жалат студентите кога поднесуваат представки до студентскиот правобранител? До студентскиот правобранител се поднесуваат стотици представки, во принцип бројот на представки зависи од тоа во кој дел од годината стане во збор, така што најчесто се поднесуваат представки во текот на самите сесии, значи во септември, јануари и јуни, па представките кои што ги поднесуваат студентите се однесуваат на многу различни аспекти од студирањето. Така да од административни проблеми, невнесени оценки, нерегулирани студентски досија, проблеми во префрлање од еден факултет или од еден универзитет на друг универзитет, понатаму проблеми во вршење на еквиваленција при студиите и така натаму, па се до неетичко и незаконско однесување од страна на академскиот кадар на кој што се жалат студентите. Сега мерките кои што се преземаат од мене како студентски правобранител зависат од секоја конкретна представка и може често и постапувам во соработка со други надлежни институции, најчесто тоа е Државниот просветен инспекторат, кој што за разлика од студентскиот правобранител располага со други видови на мерки и така да ја комплементира мојата работа како заштитник на правата на студентите на универзитетот. Во тој предмет оформен од МВР во серијата дела кои се обвинуваат, односно се сомничат професорите за неетички коруптивни елементи, има и еден дел кој што се поврзува со изнуда или претпоставам сексуално изнуда на студенти или злоупотреба. Имате ли такви предмети, такви представки добивано во студентскиот правобранител? Или предмети директно поврзани со корупција? Најчесто предметите кои што се од областа на корупцијата и давањето мито и слично се поврзани со незаконското принудување на студентите да купат оригинална литература во авторство на професорот, и тоа се поставува како услов или за добивање на потпис, или за добивање на крајна оценка, или за стекнување на други права кои што не смеат да бидат поврзани со таквиот услов. Од една страна треба да се почитуваат и така како треба да се почитуваат авторските права на професорите, имајќи го предвид целиот труд кој што тие го вложуваат во создавањето на литературата од кој што ние секојдневно се надоградуваме и учиме, но од друга страна тоа во ниту една ситуација не сме да биде поставено како услов за стекнување со кое било право. Се случувало во неколку ситуации да постапувам по вакви случаи. Сепак, моето видување е дека во споредба со претходно, значи во споредба со изминатите години, овие действија се намалени. Ова се должи пред се на изградената свест од страна на студентите, кои што знаат дека имаат и можност за поднесување на анонимни представки за вакви случаи кои што се однесуваат на прашање од општ интерес на студентите, и таквите анонимни представки се поднесуваат и до мене како студентски правобранител, но исто така и до другите надлежни институции, како што ги го спомнав Државниот просветен инспекторат, и после тоа заеднички постапуваме. Во таквите случаи најчесто секогаш се баран или сликата, односно видувањето од страна на професорот, се одржуваат средби со професорите за кои што студентите поднале пријава, се вршат увиди на лице место. Така да многу често јас како студентски правобранител вршам непосредно увид во книжарници за кои што студентите пријавиле дека се води евиденција за купени книги. Исто така спроведувам и дополнителни разговори со студентите со цел да добиам поголем број информации за констатирање на фактичка состојба. Прето тука правиме уште една кратка пауза, потоа се враќаме веднаш со вториот дел емисијата. Поштени слушатели, повторно назад во кругот, мој денешен гостин и Васка Бојаджи, студентски правобранител. Зборуваме на темата корупција во високото образование и последната акција Еразмус, во која падна 6 универзитетски професори кои се сомничат за корупција и серија коруптивни дела поврзани со работењето на универзитетите, меѓутоа и со
злоупотребата на службената положба како универзитетски професори. Зборувавме околу конкретен случај, меѓутоа и околу тоа што значи конкретно жалби на студентите кои што се доставуваат до вас, велите ги има во поприлично голем број. Од помали прекршување на правата на студентите, па се до најголеми големи прекршувања на правата на студентите. Може ли да одвоиме некои покарактеристични случаи кои што стигнале до вас како студентски правобранител, за кои што вие сте постапували, кои што значат сериозност на повреда на интегритетот на студентите и на правата на студентите, се разбира, без да напоменуваме. Како студентски правобранител, една од моите основни должности е заштита на тајноста на постапката и тоа е една од причините поради кои што во медиумите не смеам како студентски правобранител да наведувам конкретни ситуации, но во секој случај и најминорните на прв поглед повреди на правата на студентите, како например неевидентирање на добиени оценки, и во пракса имаат многу пошироки ефекти и понатаму ги оневозможуваат студентите да се стекнат со други права кои што им припаѓаат, например, навремено да може да се завршат студиите, да добијат навремено диплома, уверение за положени испити и така натаму. Значи, од овие проблеми кои што, како што кажав, на прв поглед изгледаат минорни, во пракса произведуваат многу по-сериозни ефекти, па се до случаи за кои што претходно зборувавме. Според мене, секоја повреда на студентските права е подеднакво сериозна и не би можела да кажеме да одвојам некој посебен случај кога сметам дека таквата повреда била. Меѓутоа, санкциите кон професорите не се идентични за мала повреда и за повреда од типот на изнуведа на сексуални услуги, не знам, или барање 1000 евра мито за да се положи ден испит. Така, но треба да се има предвид дека студентскиот правобранител е многу специфична институција, а пред се специфичноста се должи на начинот и методите на функционирање и постапување. Именно студентскиот правобранител, да кажеме како народниот правобранител, располага со така наречени механизми на меко право, што значи дека се даваат препораки, извештаи и укажувања кои што се задолжителни за лицата кон кои што се упатени, најчесто оврска за нивно извршување го имаат деканите на факултетите и другата управа на универзитетот, но студентскиот правобранител како институција нема можност за нивно присилно извршување. Како и да е, во практиката досега не се случило да не биде постапувано. Како со институциите. Токму така. Какво е искуството кога треба да се оцени соработката со институциите, од една страна она што значи институции за од типот на државни МВР, не знам, инспекторати, од друга страна и самите декански управи на факултетите? Во текот на мојот мандат, барем за тој период можам да зборувам, јас најдов на навистина голема отвореност од страна на сите носители на побитните, односно на управувачките позиции во нашиот универзитет, како и на поединечните факултети. Исто така и од страна на државните институции. Во цело време сме во координација и во соработка. И до сега не се случило да не биде постапувано по некое мое укажување или по некој извештај кој што го имам поднесено од страна на надлежните институции. Да се вратиме повторно на ова што значи општа перцепција на јавноста за корупцијата или коруптивното однесување на одредени професори. На почеток спомнавме дека досега немал оваков тип на некакви конкретни акции за сузбивање на корупцијата, меѓутоа многу извештаи покажуваат дека во македонското општество, во македонското високо образование постои голем степен на корупција. Вие велите дека тие анализи извештаи не се целосно комплетно релевантни. Сепак, ако треба да дадеме една оценка, каков е степенот на корупција во македонското високо образование и како би го оцениле? Јас би можела да дадам само некои општи согледувања врз основа на моето лично искуство, кое што го стекнав во последните неколку години преку вршењето на оваа функција. Како што ви кажав, според мене не постои нито едно кохерентно истражување ниту на ниво на нашиот универзитет, а уште помалку на ниво на сите високообразовни институции во Република Македонија. Според мене малку се зборува за овој проблем, е присутен во академските кругови,
Значи, тоа е моето лично согледување и треба да бидат преземени понатамошни мерки од другите надлежни институции кои што располагаат со поинакви механизми на действување со цел сузбивање на таквите појави кои што не само што се незаконски, туку и со така се неетички и неморални и не смеат да бидат дел од нашата академска заедница, а не посебно од академската заедница на најреномираниот и најогледниот универзитет во државата. Моето согледување е дека постојат коруптивни појави во високото образование, не само на нашиот универзитет, во колкави размери, затоа не можам точно да ви кажам, бидејќи не е спроведено соодветно истражување, но неопходно е да се продолжи во оваа насока во која што се тргна. Како студентски правобранител, претпоставам дека имате комуникација, соработка со таков тип на институции од земјите во регионот и во Европа. Не знам, Македонија можеби е една од последните во која што се преземаат вакви конкретни чеки реакции за сузбивање. Сведоци сме на акцијата Индекс во Хрватска, во која падна голем број професори. Во Србија имаше една таква акција. Какви се искуствата од студентските правобранители или институциите кои се грижат за заштита на студентските права од земјите во сте комуницирале или деновиве претходно на оваа тема? Да, во принцип сум учествувала на поголем број на меѓународни настани кои што се одржувале во државите од Европската унија, како например Германија, Австрија, Унгарија и слично, како и во источно европски земји, како например Руската федерација. И интересно е тоа што доаѓаме до заклучок дека Македонија е по нешто уникатна и напредна, а тоа нешто е по начинот на заштита на правата на студентите и ваков механизам на заштита на правата на студентите преку студентски правобранител кој што не само што востанува како институција на универзитетот, туку и дополнително е воден, раководен, управуван и извршуван од страна на студент. Таков модел со таков модел до сега не сум се сретнала никаде. Дури и со студентите од Руската федерација разговаравме во насока на иницирање од нивна страна на формирање на слична институција и секако дека како модел на заштита на правата на студентите е многу ефективен во практика. Така да не сум имала можност да комуницирам со некој кој што е на иста позиција во универзитетот како и јас. Во моментот, меѓутоа, сум во секојдневна комуникација со наши колеги во странство и тоа е проблем со кој што дефинитивно не се справува само Република Македонија, туку и земјите од Балканскиот регион, меѓутоа и многу пошироко. Кои факултети најчесто се посочуваат како коруптивни во Македонија? Во принцип, представките кои што стигаат до мене се и од општествените факултети, но исто така и од природните и од техничките факултети. И што значи дека не би можел да посочам на единствен факултет кај кој што ова појава е најзастапена. Сепак бројот на представки покрај другото зависи од степенот на информирање на студентите, така што може да претпоставиме дека студентите на правниот факултет и на другите факултети на нашиот кампус се многу повеќе информирани за нивните права, како и за институциите до кои што може да се обратат во случај на повреда на нивните права, па гледано од тој аспект најголемиот број на представки се поднесуваат од студентите на општествените факултети, но не исклучиво. Има и голем број на представки и од природните, како и од техничките факултети. Благодарам, почитувани слушатели, тука правиме уште една кратка пауза и се враќаме во финишот на денешната емисија. Почитувани слушатели, повторно во кругот, во финишот на денешната емисија, мој ваш денешен гостин Васка Бојаджи, студентски правобранител. Мислам дека успеавме да отвориме многу интересни теми во поглед на тоа што значи перцепција за корупцијата во високото образование. Ајде како заклучок и финиш, колку професорите се подготвени за соработка и како гледаат на вас како институт кој што треба да ги штити студентските права и кога вие одите и велите вака и вака имаат прекршување од вас или од друг конкретен професор на правата на студентите, ве обвинуваат за тоа и тоа. Каква е соработката? Одбиваат ли, сакаат ли да соработуваат, наидувате ли на затворени врати?
секако не сите врати во животот се отворени, така не и вратите за соработка со професорите. Во принцип, нивните реакции се индивидуални, се разликуваат, Како и но корупцијата, веројатно. така да. Но секогаш не знаете на какво однесување може да наидете, имајќи пред дека сите ние како индивидуи на прво место сме различни карактери, имаме различни принципи на однесување, на работење и на действување, така да во најголем дел од ситуациите се наидува на поотворен пристап, на кооперативен пристап, но има и такви ситуации, и тоа не се малобројни ситуации во кои што професорите се затворени, односно се поставуваат една бариера, која што е резултат нели на прво потребата на само одбрана во ситуација кога сте нападна, да кажеме во ситуација кога сте тврди дека сте направиле определена повреда на правата на студентите, така да јас како студентски правобранител имам навистина една сериозна задача од една страна да им укажам на професорите дека направиле повреда на правата на студентите и тоа да го направам на начин на кој што ќе обезбедам пријателски пристап од нивната страна и кооперативен пристап. Рековме дека ова акција веројатно ќе го отвори повторно прашањето во општеството и може би погласно ќе се зборува, може би ќе изроди и други ситуации и слични вакви елементи. Меѓутоа, сепак ова е потребно, мислам, изборувањето и анализата на овие ситуации, меѓутоа конкретните акции се веројатно потребни за да се добие слика дека не е веројатно целокупниот образовен систем корумпиран висок образовен систем во Македонија и дека веројатно можеби беше крајно време да се најдат дел од оние кои што се дел од тој ланец на создавање на таа корупција, за да може високото образование понатаму да продолжи да функционира како нормално без одредените елементи на корупција. Ако имате предвид дека нашата академска единица, посебно на универзитетот Свети Кирил Методиј, нели јас можам да зборувам само за нашиот универзитет, имајќи пред дека моите надлежности се и тука ограничени. Пошто прашањето е дека постојано се зборува корупција се доаѓаме до заклучок дека целиот универзитет е корумпиран, а немаме конкретни акции дека на поединци велиме тој професор. Во една голема академска средина како што е нашата, која што брои неколку десетици илјади студенти и неколку илјади академски административен кадар, се подразбира дека ќе има и такви индивидуалци, значи зборуваме за индивидуалци кои што се однесуваат спротивно на законските, моралните и етичките вредности кои што треба да ги негува нашата академска заедница. И токму тоа е едно од работите кои што се надевам дека ќе произлезат од целиот процес, а тоа е ограничување на одговорноста на определени индивидуалци кои што се бавеле со такви действија, а не асоцирање на оваа појава со целокупната академска заедница. Благодарам, почитувани слушатели, мој денешен и ваш гостин беше Васка Бојаджи, студентски правобранител. Зборувавме на темата за студентските права и сериозните обвинувања за коруптивни елементи во високото образование. Се надам дека успеавме да извадиме многу повеќе несуштински елементи од кругот надвор и суштината да остане внатре, за да добиеме комплетната и целосна слика. Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија ја продуцира емисијата Круг. Јас сум Маријан Николски, уредник и водител. Денеска е 8 јуни 2016. Јас ви посакувам пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.